За 2025 година општина Прилеп наплатила даноци и комунални такси во висина од 137 милиони денари. По основ на данок на имот за физички лица годишниот облог е над 50 милиони денари, а за правни лица над 15 милиони денари. Од нив вкупниот процент на наплата е над 60%. Додека за комунална такса фирмарина активни се 3500 фирми кои што имаат годишен облог од 15 милиони денари, од кои што се наплатени 44%. Доставата на решенијата и сите документи се врши по електронски пат. Останатите решенија кои што не се официјално доставени по електронски пат на имейл адреса ги доставуваме физички преку пошта. Сите решенија во најголем процент се доставени, единствено што правните лица се решават тоа да го својата обврска да ја наплатат на крајот од годината. Меѓутоа и покрај тој начин на достава, успешна достава не се има извршено во целост наплатата. Претпоставувам правните лица најверојатно се имаат изумено за таа обврска затоа што доаѓа еднаш годишно. Па за таа цел и ова прилика ја користам да ги потсетам сите да си ги намират своите обврски заради тоа што општина Прилеп че во иднина че применува законските одредби во однос на наплата на своите побарувања по однос на даноци на такси. Ако до кога им е рокот? Рокот е официјален. Рок за наплата е 15 дена по приемот на решението. Се обмени за доцнувањето. Што ќе значи ова? За доцнувањето значи дека во иднина ќе се врши опоменување на истите и крајна алатка за тоа е постапката за присилна наплата со блокада на жиросметките во нивните банки. Во моментов само 10.000 физички лица и 300 правни лица комплетно ги имаат подмирено сите своји давачки кон општината. По основ на комунални такси фирмарина, ненаплатени се 50 милиони денари, а ненаплатливи од нив се околу 24 милиони денари заради ликвидација или стечај на правните лица. Додека пак по основ на данок на имот, ненаплатен има 60 милиони денари, од кои што 15 милиони денари се застарени, а другите се реално наплатливи. Застареноста се доведува во ситуација кога поголем период од над 10 години не се извршува наплата, односно не може да се реализира наплата заради немање на трансакцијска сметка или блокирана трансакцијска сметка и немање на средства на сметката, заради тоа не е извршена реализирана наплатата. А застареноста е обврска на, одредба во законот заради не натрпување на одделението со зголемена обврски за наплата кои што реално не се наплатливи. Зошто одделението овие ненаплатливи средства без разлика имот или фирмарина не го направило тоа, туку се чекало да застарат случаите, да пропаднат пари? Не се чекало да се застарат и секогаш биле процесуирани и во минатите години, освен единствен период беше кога беше пандемијата со коронавирусот, кога во тој период имавме забрана за извршување од страна на владата и таа забрана траеше некаде година и пол дена. За тој период не можеше одделението да врши присилна наплата. Инаку даночното одделение во Прилеп веќе овозможи и електронска наплата, односно новитет за наплата на даноци и такси преку интернет.